Виктор Фридман, кој важи за еден од најпознатите светски лингвисти кој се занимава со истражувањето на македонскиот јазик и македонистиката, денеска промовираше научна книга која се состои од два дела. Во првиот е разработена македонската граматика, а во вториот достигнувањата на авторот. Во неа се поставува и разработува прашањето за почетоците и создавањето на македонскиот современ јазик. Ова дело за прв пат е објавено пред 30 години во Северна Америка. Модерниот македонски јазик, нели, започнува после 2 август 1944 година. Според тоа, сите што настапувале по овој период го образуваат модерниот македонски јазик. Виктор Фридман има добиено многу награди и признанија за истражувањето на балканските јазици. Тој е амбасадор на македонскиот народ, култура и историја во светот. Меѓу сите балкански јазици, македонскиот е најдобриот пример за развитокот на контактните појави, а Македонија, особено територијата на Република Македонија, е самото срце на Балканскиот јазичен сојуз. Фридман е редовен учесник на меѓународниот семинар за македонски јазик и литература што се одржува неколку децении во Охрид. До мене е професор Људмил Спасов по македонски јазик на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Филолошки факултет Блаже Коневски. Вие сте во тесна соработка со академик Виктор Фридман. Како е да се соработува со него? Тој е еден извонреден научник, еден добар соработник и што е најважно, многу шармантен човек. Нашата соработка е веќе брои неколку децении. Она што последно го работиме беше токму Кониковското евангелие, тоа е првото македонско печатено евангелие кој што е печатено токму во Солун и објавено во 1852 година и потекнува од околината на Воден, значи од военичко-радарскиот крај. Соработката со Фридман секогаш е добра и во нашите, да речем, млади години, кога тој за прв пат или за втор пат и трет пат доаѓаше на семинарот, и сега кога е во зрелите години, тој секогаш му го дава заслуженото место на македонскиот јазик. Треба ли да се соработува повеќе со лингвисти од страна, значи надвор од Македонија, за Македонија да има подобра афирмација и историја и култура? Јас неодамна изјавив дека е многу важна оваа соработка, особено со Западот, мислам политичкиот Запад, со државите од Европската унија, оние што се од прва брзина, Германија, Франција, Италија и така натаму, бидејќи токму таму, односно во рамките на Европската унија, ние треба да ја афирмираме својата култура и јазик и потоа никој нема да го поставува прашање каков е овој јазик, дали е македонски или некој друг. Виктор Фридман, освен што се занимава со истражувањето на македонскиот јазик, тој се занимава и со истражување на јазиците од целиот Балкан. Што имате вие да кажете повеќе? Имам да кажам дека Виктор Фридман е во најдобрите традиции на американската лингвистика и тој е ученик на Хорас Ланти и Збигњев Голомб и на други американски лингвисти и не е оптоварен со сите оние заблуди кои што сме ние овде во овој дел на југоисточна Европа или на Балканот популарно кажано, и во таа смисла тој гледа со љубов кон сите јазици, кон сите народи, кон сите заедници на овој регион и сака да покаже дека да се биде балканец е нешто позитивно. Во таа насока тој ме импресионира, бидејќи токму ги покажува врските меѓу балканските јазици, меѓу балканските култури, нивните прожимања, нивните преплетувања и покажува дека овие народи од секогаш живееле заедно и дека нивната иднина е да живеат заедно.